одржано од болница Дериндере. Прилеп 2020. Живот како во 19. век. Без струја. Без вода во домот. Без надеж за подобро утре. Да сега ще норми срамота е да бидеш сиромавна. Да немаш, да бидеш различен од другите. Многу се срамам. Се срамам затоа што барам, затоа што немам. Најтешка ми е потребата за купатило. И за перална и електричната енергија да ми биде средена да можам нормално си продолжам својот живот. Ми се плаче кога ќе сетам дека кај мене е различно некако кај другите. Јас сум Македонка Ѓорѓева од Прилеп, имам 52 години, мајка сум на 19 годишен син. Кај Македонка и нејзиното семејство дојдовме по пријава која стигна кај нас, со неколку фотографии и барање. Помогнете му на ова семејство. Здраво, здраво! Ајде, добар ден! Добар ден. Јас сум Снежа. Имаат само 2 скапани кревети. Имале поплава после која останале мувлосани ѕидови, со црна мувла. Апсолутно ништо здраво немаат. Имаат еден плакар бел. Само тој им го дал некој. Мајката има проблем со кичмата. Вели, најдете ми работа, ке работам, ама не ме примаат ваква. Изгледот е пресуден за работа, изгледа. Синот се потрудиле да го школуваат. Сега ќе заврши, па да се вработи. Имаат примања од 6.000 денари социјална. Мислам и бабата зема пензија, но детето учи во Кавадарци и приходите им одат таму. Во ова состојба после разводот, како да го изгубив авторитетот во Прилеп, не можев да се вработам ни во државна институција, ни во приватните фирми, иако имам завршена виша земјоделска школа, сепак не можев да дојдам до постојана работа. Работам на определено време, ама за стална работа не можам да успеам да се добијам. Добро, зошто не ве одбиваат за работа? Велат дека нема место, дека сватени се местата. Зошто ве одбиваат да не ви дадат работа? Ја мислам поради тоа што сум разведена. И што некако во градот се добило лош впечаток за мене, дека не заслужувам. Може мојот сопруг беше способен да наметне такво мислење во градот. Македонка се развела веднаш по раѓањето на синот, пред 20 години. Животот со сопругот не сакаше да го коментира. 20 години сте разведена и тука живеете, така? Како живеевте, значи откако се разведовте? Откако
Поќе отаде кило, 2 кила ракија носи. Нема, мичке нема потреба, же шо, не. После вика, еве ти вели како живеете. После вика, и не повитела, но. Нема потреба. Како дојдовме, кога си студирав, кога учев, сите бевме при такви услови. Машини се перевне на рака. Тогаш бев нормално се носев со друштвото, со околината, ама од кога останав сама, после разводот со Трајче, не можев да ги следам другите со стандардот и заостанав. Добро беше, се беше во ред. Си завршив основно образование, завршив гимназија, си завршив Битола, Висша земјоделска, се беше во ред. Ама кога растев, тогаш немав не скоро сите. И бев нормална, а после разводот не можев да одам во текст со врсниците и со соседите и со роднините. А за останувањето, секој ден било се подалеку, се поназад и се подлабоко, за да денес се доведе до оваа состојба. Куќата е стара повеќе од 70 години. Има само 2 простории, не е реновирана никогаш. Со иста старост е едниот орман, 70 години. На зидовите стојат истите прозори. Дел од нив се со искршени стакла. Имаат 2 кревети. На едниот спие Трајче, а на другиот таа со мајка ѝ. Се греат и готват на шпорет на дрва. Струја немаат. Значи, на ова се греете, а за кога треба да се осветли со свеќи, со што? Или со свеќи и со батерија. На батерија, нешто. Со светилка на батерија. Струјата заради долгови неколку пати им ја исклучувале. И често пати и на минусни температури сме биле низ долги години без струја. А сега еве 2,5 години пак сме. Во тоа лето одиме надвор, бидејќи дома немаме купатило. Се капеме во корито. И сето ова ја тера македонка да каже: Многу се стремам. Се стремам затоа што барам, затоа што немам. Ме се плаче, повеќе седам дека кај мене различно не е како кај другите. Според дефиницијата на Обединетите нации, за сиромашни се сметаат оние луѓе кои се откажале од нивниот животен стандард, удобност и достоинство, а кои се сметаат за нормални во општеството во кое живеат. Според последните податоци, стапката на сиромашни лица во Македонија изнесувала 21,9%, а една од нив е и македонка, а некогаш имала и мечти и соништа. Замислував дека ќе се вработам и дека децата ќе ми се школуваат, ќе студираат и ќе одат на море, на планина, дека ќе живеат нормално. Сакав да се вработам, например, или во тутунскиот комбинат, или во агенцијата за земјоделство, некаде да работам и да им помагам на другите. А за детето што си посакуваш? За детето? Посакувам да заврши средно и понатака да си студира и да си работи и да си оствари семејство. А денес на македонка најтешко и паѓа планирањето на иднината. Кога ќе се вработиш, да речеме ќе се вработиш од првата плата, што ќе се купиш? Гледаш колку не имам размислувам за иднината, тука се гледаш колку слабо се планира.
Немаш идеја што ќе си купиш? Нешто да ти е желба, да си посакаш нешто. Хајде, кажи. Ајде, не знам. Ете, например, од првата плата. Добиваш плата и шо ти е желба да си купиш? Кога некој нема доволно храна, пари, нема работа или пријатели, полека се оддалечува од она што се вика здраво расудување и е невозможно да се фокусира на одлуките што ќе се исплатат на долг рок. Изложеноста на овие стресови во текот на долгиот период од животот може да го отежне донесувањето здрави одлуки, па лошите избори се натрупуваат еден по друг, што се случило и со Македонка. Многу се пропуштиле прилики. А зашто ти било страх? Ти било страх? Кога се тргне повеќе, па дали по пат се тргнало по тој пат што довел до овде. И на крајот ја прашавме Македонка, дали си среќна? Сум среќна, затоа што си го имам детето, што сум си со мајка ми. Добро. Што би ти направила да бидеш посреќна или што е тоа што нешто фали да бидеш посреќна? Да бидам посреќна, фали да бидам вработена и да имам дом нормален како другите кога што ќе дојдат луѓе да кај мене, посетители, да не се страмам. Баба Зора, чија пензија е тука за да секогаш се има за храна. За храна имам, нема за сметки, тешко. Социјално 1500 зема донечни. Сега 5000 му е направја. Еве, 2 пати има земе. Дали една што око. Што ќе правя 1500 за лебо? Само леб. Ништо друго. Облека, храна, книги, учење, влечено. Татко умито издршка не му даваше. Ќе му преш. Ни раскажа некои работи од минатото за да знаеме зошто Македонка толку ја радува фактот што е со детето. Едно време, детето и било одземено заради немање услови, а подоцна вратено. Од бебе, детево, не се заедно. Од бебе си удонесен овде до 3 месеца. Нема жена тие. 20 браќа не женети, свекор умрена жена му. И нема жена, нас ни го дадо социјални грижи на мајката. Си го сакам не ние. И работа на Македонка. Стална да има. Кој што рекол, не платата рани. Со платата задоволна бев јас. Куќа немам ни по куќанство, немам ни толку. Ево на шифонерче, едно креветче. Она од татко ми е. Креветиве, овие милостина ни се давани. По барањето на Македонка трајче не го снимивме. Да не биде срамота, вели. Да не го зборат каде живее, ќе му се смеат. Го испочитувавме незиното мислење. Со судбината не сум помирена. Постојано настојувам да бидам иста како другите. А кој е крив, сум виновна и јас, и околината, и се заедно собрано е. А никош не сум се помирила. Секогаш се борам дете да биде еднакво како сите други деца. И јас да бидам иста како сите други, да се вработам и да изучи, па ако треба па и јас и да дојдам до пари и јас да си доучам, да биде факултет, да не биде више. Почитувани, семејството Ѓурѓеви од Прилеп живеат во трагични услови со импровизиран тоалет надвор од трошната куќарка. Да сегаш норми срамота е да бидеш сиромавна. Да немаш, да бидеш различен од другите.
Многу се срамам. Се срамам затоа што барам, затоа што немам. Мајката македонка, 19-годишниот син и 80-годишната баба. Вода имаат само во дворот. Живеат во една соба со 2 кревети и мувлосани ѕидови. Се капат во корито, мијат во леген. Струја немаат. Добрите луѓе најавија реновирање на куќата, но упатуваме апел до големите срца. Потребни се врати и прозорци, мебел, покуќнина, електрични апарати, постелнина, теписони, облека. Најтешка ми е потребата за купатило. И за перална и електричната енергија да ми биде средена да можам нормално да продолжам својот живот. Ми се плаче, се там дека кај мене различно не е како кај другите. За сите кои сакаат да помогнат, пишете ни на Facebook профилот на VIP на еден ден. Затоа што заедно сме посилни. Првичната информација за состојбата на Македонка и незиното семејство ја добивме од членките на Прилепското здружение Надеж, кои први им се нашле тука, да ја подадат раката, да помогнат, а ние со нашата емисија ќе бидеме и поддршка и помош, за да се расчуе приказната и потребата од враќање на достоинството на животот на ова семејство. Со фамилијава стапивме во контакт со одредени личности, упати апел дека му треба помош. Излеговме, се состанок извршивме, така да многу пати излеговме во пресреќа, му се даваше донации во вид на храна, облека, упатувавме апел до сите институции, граѓани, да ни излеза во сусрет, некои ни овозможија, но се уште во тек документацијава ја приготвуваме, така не оди лесно, нормално, но донациите ни се уште слаби. Значи не можеме да излезиме директно, знаеш, со средување на куќата, пошто голем упфат е да се среди барањето што е упатено до нас. Од Здруженијето не известија дека се јавила прилепска фирма за да ја реновира внатрешноста на домот, како и да се постават плочки и ламинат. Упативме апел до повеќе фирми, до општината, до социјалното. Дозволено ни од општината, значи семејство да го оставиме во дом, додека да се реновира куќата. Излезе на фирма од Прилеп што сака да ја реновира внатрешноста на куќата, да изгради купатило. Излегоа 2 помали фирми што ќе стават ламинат, плочки и сите тие работи што му е неопходно на семејство. Имаме нешто обезбедено дел од мебел, но белава техника немаме обезбедено. А после упатениот апел, кој на нашата Facebook страница доби масовен одзив, и затоа сме им благодарни на сите хумани луѓе и компании. Па така една компанија ќе го подмири за останатиот долг на Ѓурѓеви за струја, а се обезбедени и прозори и врати. После ваквите вести, Здруженијето Надеж ни испрати уште поубави информации. Работата е во тек, ни извести Билјана. Семејството е дислоцирано во дом, а активностите течат. Комуналец го однел и исчистил стариот и непотребен мебел. Исфрлени се и сите непотребни работи од дворот. Куќата е испразнета и подготвена за внатрешна реконструкција, а добивме и фотографија за наместените прозорци и врати. На крајот ќе заклучиме дека навистина заедно сме посилни.
Ако реконструкцијата на куќата тече, тогаш во новиот дом треба да влезе и новата македонка и незиниот син, нели? Ќе одиме поред со тоа што ни одзема подолго време. Одиме прво кај доктор Виолета. Големото срце на оваа докторка од Прилеп досега помогнала на многу случаи, а ние ја запознавме минатата сезона. Нема заби, радиксите долу не ни возможуваат да се направи фиксна мостовна конструкција, исто и горе. Горе, посебно од незина десна страна, нема краен зап за да се изработи фиксна конструкција, така да ќе мора парцијални модули. Си заминавме со насмевка, зашто знаеме дека Македонка и Трајче се во добри раце. Одиме понатаму.